Архиепископот Стефан и митрополитот Иларион денеска ослужија помен за трајично загинатите во Кочанската дискотека Пулс. Од денеска почна и одбележувањето на годишнината од трагедијата што се случи на 16 март минатата година. Во Кочани е Тамара Дечовска. Тамара, кои се деталите? Да, денеска во Кочани се одржа помен за 63-те млади прерано згаснати животи во една од, можам да кажем, и најголемата трагедија што и се случила на Македонија. Пожарот во дискотеката Пулс лани на 16 март, а чија годишнина, односно една година од пожарот, се одбележува во понеделник. Денеска во црквата Свети Ѓорги Победоносец, тука во Кочани, архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија заедно со митрополитот Брегалнички господин Иларион одржа богослужба за покој на душите на трагично загинатите. Во црквата денеска беа присутни семејствата на трагично загинатите, нивни пријатели, роднини, врсници кои што дојдоа да запалат цвеќа, меѓутоа и тивко да се помолат за почит на прерано згаснатите животи. Во продолжение да слушнеме и пораката на архиепископот Охридски македонски господин Стефан. За нив, за чистите по срце, смртта не е смрт, туку премин од времето во вечноста, премин од минливиот свет во светот на незаодната Божја светлина. И треба да сме благодарни што ни беа дадени, како и ние што сме им биле дадени на нашите родители. Затоа и разбирливо е што ниту времето не ја намалува и не ја отстранува тагата од ненадомесливата загуба. Нашите мили во Господа, нашите прерано заминати деца, браќа, сестри, внуци, роднини, пријатели, за секогаш ќе ни недостасуваат. И тоа чувство е природно. Но покрај нашата тага треба да се надеваме дека оние кои што починале во Христа ќе бидат вечно со Него. Тамара, одбележување на годишнината е целиот викенд, но што е денеска во програмата на општината, владата и Сдруженијето за одбележување на овој голем трагичен настан? Да, покрај во црквата Свети Ѓорги Победоносец, денеска помен се одржа и на градските гробишта тука во Кочани. Меѓутоа и Македонската православна црква Охридска архиепископија одржа помен и на другите трагично загинати во овој пожар во нивните вечни почивалишта и во другите градови, така што денеска денот беше за помен на овие жртви. Како што може да се забележи, денеска во Кочани е сончево, иако градот навидум наликува дека е вратен во него, ако може да се каже, она секојдневна нормала, сепак оние граѓани кои што денеска решија да го искористат сонцето за прошетка, ние дури бевме во Кочани и ги прашавме како живее градот по една година од најголемата трагедија што му се случил како на Кочани, така и во Македонија. Можам да кажам дека солзите не изостанаа кај ниту еден од нив и вела дека тагата и болката вечно ќе бидат присутни тука во Кочани, па да послушнеме и што кажа и ти. Кочани, немам зборови, не сите тоа ќе го кажат, сите жители, чувствуваме болката наша е голема, со нивните родители, заедно, чувствуваме жал за нашите деца млади што погинаат, тоа се голем број, што никога што да не се повтори не во Кочани, во светот. Жално, многу жално, немам зборов, а и не може да се докажам, пошто емотивна сум и ќе се расплачам, не може да видам. Многу жално. Како функционира и градот и вие и вашите сограѓани после една година? Како да функционираме, сине? Скоро речи преку една фамилија, ако не е најблисок, роднина е. Кој да не се деси во Македонија така. Никој не може да го поделе, разбираш, сочувство со нив кревата. Толку млади луѓе да умрат и да загинат, колку па и тие што се живи, си го мразат животот, више не може да бидат нормално. Ово е трагедија.
Како што можевме да слушнеме, ниту солзите, ниту тагат и болката не изостануваат ниту по една година, како што велат и тука кочанчани не знаат ни кога и дали воопшто некогаш ќе престане и таа тага и болка која што ја чувствуваат. Како што напоменати во најавата, од денеска започна одбележувањето на годишнината од најтрагичниот настан кој што му се случил на Кочани и Македонија. Денеска започна, како што кажав, со помен на трагично загинатите. Утре ќе продолжи со културни активности. Тука во Кочани ќе има и кошаркарски надпревар на оние повредените, односно тие кои што го преживеа пожарот. Ќе се делат и плакети, а вечерта помеѓу 15 и 16 март тука пред оваа дискотека во 2 часот и 15 минути по полнок до 2 часот и 40 минути по полнок, всушност кога и се случи пожарот лани, тука ќе има собир на граѓани кои што во тој временски период кога и се случи пожарот ќе дојдат тука пред дискотеката, а во понеделник исто така на денот на годишнината ќе продолжи со други активности одбележувањето на овој трагичен настан кој што се случи на 16 март токму тука во оваа дискотека зад мене, која што е обезбедена по 24 часовен надзор од полицијата од кога се случи пожарот, а во јавноста викана и како дискотека на смрт. Маријан? Благодарам, Тамара Дичовска од